Ке доцнат ли платите за над 100.000 работници? Сметководителите се жалат дека поради доцнењето на ребалансот на буџетот имаат ограничено време да аплицираат за субвенции на плати. Целосната документација треба да се предаде до крајот на следната недела, а усвојувањето на ребалансот и законот за финансиска поддршка за исплата на октомвриска, ноемвриска и декемвриска плата се очекува на средината на наредната недела. Владата не почнала со планирање на прекројувањето на државната каса на време, велат тие. За само неколку дена сметководителите треба да го анализираат законот, да го искомуницираат со директорите на фирмите, да ја приберат целосната документација, да ја евидентираат, да направат споредба со претходната година, да видат дали се исполнети бројните услови, па дури потоа да направат пресметка на плати и да чекаат потврда од управата за јавни приходи, за да легнат парите на сметките на работниците. Јавниот сектор не е доволно спремен да го спроведе. Еве кажете што во моментов ние можеме како продукт на јавната администрација да добиеме како граѓани, како бизнес заедница. Значи, мораме да направиме, да се ресетираме и да почнеме да размислуваме пазарно, поради тоа што без здрав приватен сектор нема полнење на буџет. Без полнење на буџет нема јавен сектор. Значи, мораме да сватиме дека сме заедно во приказната и дека заедно треба да го понесеме товарот од оваа криза. Сметководителите тврдат дека илјадници фирми и покрај тоа што имале проблем да исплатат плати, воопшто не се охрабриле да аплицираат поради бројните ограничувачки услови кои ги исклучиле како квалификувани за мерката. Дел од нив останале како елиминирачки фактори и во четвртиот пакет мерки. Од друга страна пак од владата тврдат дека ребалансот на буџетот не доцнел. Компаниите ќе можеле да аплицираат навреме за мерките од најновиот антикризен пакет. Треба согласно јавно-приватниот диалог што го имаме со стопанските комори, сите мерки да бидат утврдени. Откако се утврдени, веќе ние сме ги ставиле во предлог ребаланс буџетот и очекуваме овие денови да биде поддржан како предлог на владата, имајќи во предвид дека откако се врати ребалансот во влада, неколку од амандманите од страна на опозицијата се прифатени и се вградени внатре во буџетот. Од петок веќе во пленарна седница на собранието очекуваме во наредните 5 дена да биде усвоен. Од УЈП најавуваат дека поради недоволното време за аплицирање најверојатно ќе го продолжат рокот за поднесување документација за исплата на октомвриска плата. Сепак засега нема официјално известување за пролонгирање на барањата. Ако се знае дека досега во просек 20.000 фирми аплицираа за субвенции месечно, на над 100.000 работници ќе им доцни октомвриската плата. Поддршката на плати треба да биде скалеста од 14.500 денари до 21.776 денари по работник, зависно од падот на приходи на компанијата. Од буџетот за оваа намена ќе се одвојат 70 милиони евра.